Почитувани, функционирањето на единствениот оддел за бронхоскопија во државата, кој се наоѓа тука во клиниката за респираторни заболувања кај децата Козле, е доведено во прашање после 40 години. Само поради непромислените и погубни одлуки на новата директорка Каролина Симоновска, кадар на ВМРО ДПМН. Врвни специјализирани доктори за бронхоскопија, водејќи се од морална и етичка свест, си дадоа оставки поради одлуката на директорката Симоновска да не дозволи набавка на потребните материјали, апаратчињата баскет во потребниот број. Дополнително, 6 члена од новиот тим за бронхоскопија исто така поднеле барање до директорката Симоновска да бидат изземени од извршување на работата. Апаратчињата баскет се неопходни за извршување на интервенциите за безбедно вадење на залетнат предмет во дишните патишта кај малите деца. Симоновска сакала да го раскине и договорот со анестезиолозите. Директорката Симоновска, почитувани, треба да одговори дали се точни информациите дека вработените на клиниката трпат мобинг. Дали е тоа уште една од причините за распад на овој оддел кој работи повеќе од 40 години. Во моментов на одделот за бронхоскопија нема ниту материјал што го става под директен ризик здравието и животот на децата на кои ќе им биде потребна ваква интервенција. Директорке Симоновска, да ве подсетиме, вие пред се сте доктор кој положил заклетва, кој се обврзал дека ќе се грижи за здравието на граѓаните. Во ваши раце е здравието на нашите најмили. Клиниката Козле не е ниту приватна фирма, ниту партија. Здравието на децата нема цена и нема партиска припадност. Вашите одлуки се тотално неодговорни и опасни по здравието на децата и треба да бидат променети. Бараме кадрите на ВМРО ДПМН веднаш да ја вратат во функција детската клиника Козле и директорката да понесе одговорност. Ви благодарам.